Италијанците ги повикаа сите да ја почувствуваат страста што го обликуваше нивното ново уметничко дело со старо и славно име. Тој во целост е во согласност со историјата на марката на која ќе и служи со својата совршеност и ќе придонесе за остварување на јасни амбиции да се напишат нови поглавја за неа. Тимот на Алфа Ромео ја оствари својата цел со трпелива работа користејќи ја целокупната своја стручност. Резултатот е автомобил кој нуди задоволство во возењето како на тркачка патека, но прикладен и за секојдневна употреба, без компромиси во удобноста и безбедноста. Перформансите ги обезбедува еволуираниот 2,9 литрен твин турбо V6 мотор со 620 конски сили, додека минатото и днината ги поврзува електричната погонска група со 750 коњи и автономија од 450 км. Најголемата брзина и во двата случаи е 333 км на час, а забрзувањето до 100 трае помалку од 3 секунди. Најдоброто од италијанското инженерство вклучува и ослонување со двојни рамења и активни амортизери со можност за подигнување на предната оска. За запирањето се задолжени брейк-бај-ваја систем и Brembo карбон-керамички дискови, кои од 100 км на час ќе го сторат тоа само за 33 метри. Алуминиумската рамка и монокок каросеријата од јаглеродни влакна гарантираат крутост и ниска тежина, а вратите се отвораат нагоре. Изгледот со избалансирани пропорции и мускулести површини му е инспириран од оригиналот, збогатен со скулптурална убавина и дизајнерски елементи од новиот стилски јазик на Алфа Ромео. Профилот е динамичен и виток, а бруталниот заден дел со скратената опашка ја изразува силата на автомобилот. Отворите на вратите во аглите и стаклата кои длабоко засегаат во покривот му даваат на возачот единствен поглед на кабината, а отворањето на предната и задната хауба театрално го заокружува визуелниот пакет. Внатрешноста е пример за минималистички дизајн кој има за цел да не му го одземе вниманието на возачот. На воланот ги нема вообичаените копчиња и командите се наоѓаат на различни нивоа, вклучително и над главата во облогата на покривот. Ограничен број контроли за вообичаените системи се на централната конзола, а седиштата се реинтерпретација на оние од минатото. Впрочем, секој детаљ е дизајниран да создаде привлечно обкружување, одржувајќи го естетско и техничкото наследство на 33 страдале од 1967 година. Значено и тоа дека во креирањето на автомобилот учествува и неговите купувачи, сите 33. Официјално цената не е објавена, но се шушка дека се искачува над 1.000.000 евра.